наоѓаме на местото од каде што во принцип почнува денот на еден балетски играч. Ние сме пред големата балетска сала, каде што секој ден во 10 часот влегуваме. Во принцип треба да сме доста пред 10 часот веќе пристигнати, барем едно 15 до 20 минути, малку и самите да се загрееме, а во 10:00 почнуваме со загревањето, кое што оди постапно. Прво на стап вежби, потоа вежби на средина и на крај завршуваме со скокови. Значи, овие вежби се обавезни за еден балетски играч и мораме да ги вежбаме секој ден 6 пати во неделата. Од понеделник до сабота. Вау. А зашто мора така 1 сат да вежбате, повеќе време вежбате? Тоа ти е многу убаво прашање. Значи, балетските проби се многу тешки. Се случува некогаш и по неколку сати да се биде во балетската сала и да се работи макотрпно. Еден балетски играч мора да го припреми своето тело за да може да ја издржи тежината на дневните проби. Тоа би значило дека секое мускулче на нашето тело треба да биде добро припремено и загреено за да можеме да го издржиме останатиот дел од денот и за да можеме максимумот да го дадеме на сите останати проби. Значи, за еден балетски играч е многу важно да секоја проба даде се повеќе и повеќе. Тоа може да се случи само ако си добро припремен, за да не се случуваат повреди, за да не се случува да телото биде неприпремено. 1 сат мораме да се припремиме, после имаме мала пауза, се припремаме, некој облегува шпиц патики, некој се потсеќа за пробата која што доаѓа, можеби кореографија, можеби учи нешто ново и потоа почнуваме. А како се повредува? Од што ќе се повреди? Ке балетските играчи тоа не е толку ретко. Многу често ние знаеме и самите да си помогнеме. Значи, замисли дека една балерина треба целата своја тежина да ја држи на прстите од своите ноза. Замисли дека еден балетски играч треба, например, својата колешка балерина да ја подигне високо над својата глава на една рака. Замисли дека сите тие движења треба да се направат, а сите ние да имаме, например, насмевка на лицето и да играме како да е тоа премногу лесно. Сега, во целиот тој процес некогаш може да се случи некој од нас и да се повреди. Доколку сме загреани, обично повредите не се многу страшни и успеваме сами на себе да си помогнеме во дадениот момент. Затоа и тие вежби беа толку многу важни. За жал, некогаш се случува, но тоа го има веќе и во многу други професии, некогаш се случува да тие повреди бидат малку потешки. Ние секогаш се надеваме дека тоа нема да ни се случи, ама балетските играчи учат и една друга работа. Што е можно повеќе да издржиме, значи ние го припремаме телото и колку е телото поспремно, толку поретко се случува било каква повреда. А како не се повредуваат балерините така да ги дигнат на нагоре над глава? Значи, една балерина, за да може да биде подигната над глава, треба да веќе да ја знае техниката како да му помогне на својот партнер за да може тој да ја подигне над глава. Затоа за балерините е многу важно да немаат прекумерна тежина. Значи, постои секогаш, тоа е вид на техника, со која што балерината треба да одскокне од земјата, а и да му помогне на својот партнер да може да ја подигне што е можно повисоко. Мислам дека и ти такво нешто доживеа пред малце и самата вида колку беше убаво, нели? Малце страшно ми беше. Да, затоа што ти беше прв пат. Замисли кога тоа би го работела секој ден, на крај тоа би било прекрасно. И мислам дека ти и би уживала во тоа. Не знам баш. Не знаеш? Значи, главната задача во тие поддршки е на партнерите. Значи, тој балетан ја држи својата балерина високо над главата и целата нејзина тежина е на неговата дланка. Многу мал број на луѓе знаат дека во принцип балетаните се многу силни мажи. А тоа значи дека има и машки балерини? Машки балерини немаме, но затоа имаме балетани. Така се викале балетани? Баш така, баш така.
мислам дека некогаш одеа дури емисии за некои светски играчи, каде што баш се опишуваше колку многу тие играчи треба да работат за да можат нивните мускули да ја издржат таа тежина, да тој ја држи балерината како да е буквално пердов. А дали јадат балерините колачи? Па, мафинка, сега па. Да кажам или не? Значи, многу треба да внимаваат на исхраната. Кога се помлади може би и малку полесно, како одат годините, веќе треба да се внимава и малку повеќе. Не е ништо страшно понекогаш да се касни колач. Значи, сите ние не гладуваме, но треба да се внимава. Значи, тоа е добро дури и за здравието на сите луѓе. Сепак, треба да се внимава, нели? Да. Значи може и јас да бидам балерина. Ако јадам колачи? Добра, може секако да бидеш балерина. Да. И јас одам на балет. Па јас мислам, ема, да ја покажеме на мафинка како изгледа една проба, например, за Лебедово езеро. Во моментов, во салата, младите балерини го работат. Лебедово езеро, вториот чин, тоа е една од најтешките балетски представи, бара многу работа. Само таму ќе мора да бидеме малку потивки, па ако и се допадне на мафинка, може би ќе сака и да проба. Супер. Замисли ја мафинка како лебед во Лебедово езеро. Да поидеме да погледнеме? Може. Во моментов пробуваат Лебедово езеро, мораме да бидеме тивки. Значи, на една балетска проба може да зборува само репетиторот. Ета. Колку се убави. Вака работиме секој ден. А дали може да влеземе внатре? Само доколку не зборувате, тогаш можете и да се приклучите во балетската сала. Нормално, тивко, можеме малку и да погледнеме. А може ли јас да играм? Мафинка, јас мислам дека можеме и да пробаме. Супер. Само треба да најдеме и костим. Сега, тоа е нашата втора станица. Значи, убаво е да се прошетаме сега и да видите каде ние ги чуваме костимите, како изгледа балетската сцена, да видите каде се шијат патиките, а каде и се шијат и костимите. Вау, баш би сакала да видам. Одлично. Ајде да одиме. Здраво! Здраво. Ова се костимите, ова е просторијата каде што се носат костимите пред почетокот на представата, зависно од тоа која представа оди, и потоа се распределуваат по нашите гардероби. Вау, какви убави костими. Да, и тоа ова не е ништо. Сега ќе одиме и таму, во еден магазин каде што ги чуваат сите костими, да видите колку е таму интересно. Тоа е како волшебна земја, полно е со Може да ги костими. пробаме? Мислиш дека за мафинка ќе најдеме и некој костим? Ќе најдеме. Ајде да пробаме. Важи. Одиме. Одиме. Ајде. Ајде. Ајдете. Повелете. Ова е магазинот каде што се чуваат балетските костими. Значи, како што гледате, ова се машките балетски костими од представата Лебедово езеро. Колку се убави. Да. Не е многу едноставно да се сошие балетски костим. Значи, балетскиот костим треба да изгледа прекрасно, треба да биде прикладен за да може играчот да игра и да не му смета, и во исто време треба, значи, костимот да ја означува улогата. Затоа треба малку и поспецифичен начин на изработка на овие костими. Ајде сега да ви ги покажеме и другите костими, таму се женските костими за истата представа.
Колку кондори имате тука? Да, има многу кондори. Замислете, некогаш треба и по 50 играчи на сцена за една представа како што е Лебедово езеро, така да, значи тоа е многу нормално. Сега, ако земеме во обзир и колку многу представи се во прашање, за нас ова воопшто не е чудно. А како балерините играат во штикли? Балерините играат и балетаните и во чизми, и во кондори. Балерините играат и на штикли. Многу често тоа треба да бидат кондори кои што се малци поспецифично направени за да можат движењата да бидат лесни и прикладни за представата, но во принцип секоја балерина треба да биде способна да ја изврши задачата за секоја представа, зависно од тоа што се бара од неа. Вау. А зашто играње овој костим? Злато, овој костим е во принцип главниот костим во Лебедово езеро. Значи, ова е костимот кој што го носат балерините во вториот чин од Лебедово езеро, поточно речено лебедите. Се вака облечени. Па личат на лебеди? Баш така, да. И како што гледате, специфично и специјално е направен костимот за да може нозете на балерината да се видат, затоа изгледаат вака костимите, нели? За да може целата техника и целата спремност на носете на балерината да се види. Тоа е она заради кое што ние сите работиме. Понатаму ќе ги видите и останатите костими. Овие костими ние ги нарекуваме пачки. Значи ова се најспецифичните костими за балетските представи. Нели се прекрасни? Гледате тоа како е направено специфично? Да. Затоа и треба голема спремност за да се соши еден ваков костим. А колку се стари овие костими? Некои од нив се понови, некои се постари, но многу важно е одржувањето на костимите. Значи, постојано треба да се внимава костимите да се одржуваат, да бидат чисти. Значи, секогаш треба да бидат покриени, да се перат редовно. Начинот на перење е исто така специфичен, затоа што можат да се упропастат, нели? Да. Многу пати, некогаш дури мора и рачно да се исперат костимите, затоа што се ова костими кои што не смеат да бидат уништени. Вау. А дали тешко се прават? Тоа е следната станица. Тука се изработуваат костимите. Еве во моментов гледате еден костим кој што е веќе готов. Веројатно е дека што на оваа маса треба да се извршат некои корекции. Значи, треба да се прилагоди за балерината која што ќе игра наредната представа. Да, ова е костим за представата Корсар. А во другата просторија мислам дека ќе видиме и многу повеќе костими. Сега се припремаат за оваа представа, значи сите корекции што треба да се направат се вршат во шивална. А колку време им треба да сушиат еден костим? Зависи. На прилика, од прилика ваков да бе. Зависи злато, значи за една представа бидејќи требаат многу костими, некогаш се шие и по месец, месец и пол. Значи се зависи од тоа колку костими треба да се направат и колку се тешки овие костими. Овој костим на пример, бидејќи е доста специфичен, се шие по неколку дена, па после тоа се украсува полека, значи сето тоа е еден процес кој што трае.